Шокантни и повеќе од загрижувачки се податоците дека во Македонија годишно се губат стотици животи заради изложеност на загаден воздух. Стапките на смртни случаи и хоспитализации заради респираторни болести се повисоки од националниот просек. Во Македонија се скоро имаше, стварно монструозен податок од 10 деца што ќе ни починат, кои што се помали од една година, кај едно е причина аерозагадувањето. Знаете, тоа е ужасен податок. Така да, навистина, последиците врз здравјето на луѓето се огромни. Допрва ќе гледаме што значи ова аерозагадување кај наредните генерации. Загаден воздух го задушува и Езерскиот град. Податоците за квалитетот на воздухот кои ги објавува Министерството за животна средина покажуваат енормно загадување на нашата воздушна бања. Континуирано во вечерните и раните утрински часови измерените вредности покажуваат многу високо ниво на канцерогени PM10 честички, како и на уште поопасните PM2,5 честички. Синоќа Охрид беше меѓу трите најзагадени градови во држава. Не верува, вели доктор Угринска, дека некогаш ќе видам како Охрид е позагаден од Скопје. Загриженоста ја делат и охридските активисти. Ова е, велат, проблем кој се провлекува најмалку 2 децении. Состојбата со воздухот во Охрид не е нова, таа датира многу одамна. Оние што се малце повозрасни се сеќаваат дека ова се случуваше и многу порано, а особено откако почна непланираната изградба на високите згради. Тие згради или тие градби кои што се проектира и се изградија во првите редови или најблиску до брегот на Охридското езеро го спречува она воздушно движење кој што доаѓаше од езерото према градот и према градските населби. Причина за големата загаденост во Охрид е и депонијата Буково, која го труе населението од Охридско-Преспанскиот регион. Сведок сум дека осеќам во градов, во околината се осеќат смогот, се осеќат непријатни миризби, така да тука е нешто не е во ред. Неопходно е здружување на сите чинители, почнувајќи од граѓаните, па се до политичките органи на локалната и централна власт, ако сакаме да се справиме со предизвиците со кои се соочува Охрид денес. Ова говори дека влијанието на аерозагадувањето кое е големо во Македонија се однесува и на подрачја за кои мислевме дека се чисти и заштитени, велат нашите соговорници.